Продолжуваме со утринската добро утро секое утро. Сега ќе зборуваме за храната или како да се го подобриме имунитетот и да ве подсетиме дека не треба да се прејадувате после великденските пости да претирате со храната. Токму за оваа тема ја имаме и нутриционистката Тања Турунџиева. Добро утро. Тања, како сте? По дома сте, се чувате? Добро утро, добар ден за сите гледачи на Алфа телевизија. Се чуваме, да, седиме дома, ги почитуваме прописите и правилата кои што ни налагаат да седиме дома и се чувствуваме убаво. Тања, исхраната ни е една од клучните нешта да си го подобриме имунитетот, ајде како за старт, со која храна до подобар имунитет, со оглед на тоа што на таков начин постојано, како нутриционисти, како доктори, апелирате до сите нас граѓаните дека имунитетот добар, не му може ништо, никој вирус, па и во моментов најактуелниот коронавирус. Да, јас цело време на сите мои излегувања на телевизија, цело време говорев дека една од важните елементи на секојдневието на еден и живењето на еден човек е добар имунитет. Имунитетот се чува секој ден, не само во акутни состојби, ама сега ова е нешто што е вонредно, се справуваме со еден недефиниран вирус, па секако треба да внимаваме на исхраната и да практикуваме некои работи, иако не сме ги практикувале пред тоа. Мораме да во исхраната внесеме свеж овош и свеж зеленчук, задолжително да пиеме голема количина на вода и да направиме да на трпезата ја вратиме нашата традиционална македонска кујна. Имаме многу убави јадења, а и сега периодот е веќе пролет, па можеме да јадеме квалитетни македонски манџи кои што ќе и на индиректен начин ќе ни го чуваат имунитетот. Многу се важни микроелементите кои што треба да ги внесуваме, значи тука станува збор за овош и за зеленчук како витамини и минерали. Меѓутоа треба да имаме избалансирана исхрана без да се трудиме да се прејадуваме. Знам дека во состојба на карантина и на затвореност сите посегнуваме по внес на се и на се што, особено посегнуваме по внес на големи количини на тестенини, благо, пржена храна. Често и на социјалните мрежи можам да приметам дека се подготвуваат најразлични специјалитети, најразлични благи задоволства. Меѓутоа мораме да си направиме некаков план и програма за семејството да биде изложено повеќе на здрава исхрана, да консумира здрава исхрана и нормално пак ќе повторам внесување на течности. Можеме да направиме и природно цедени сокови, не мора да имаме некој соковник во домакинството, тоа можеме да го направиме и со најобична цеделка за да внесуваме и таков тип на сокови. Внесот на сировите јатки, бадемите, лешниците, оревчињата, семките од тиква, лен, сончоглед и сусам, кои што ќе бидат термички необработени, исто така ни придонесува да внесуваме есенцијални масни киселини и есенцијални аминокиселини кои што се од суштинско значење за нашиот имунитет. Да, убаво кажавте, Тања, се извинувам што ќе ве прекинам, само убаво кажавте дека постојано треба да се грижиме за нашиот имунолошки систем, за тој да биде здрав, посебно па во овие моменти кога се справуваме, исто убаво кажавте, со непозната или не докрај откриена причина од што се појавува коронавирусот и како да се справиме со него. Убаво кажавте дека постојано треба да бидеме на тој начин здраво да се храниме. Постојано оваа храна што ја напоменавте сега и ја набројавте дека постојано треба да биде на нашите трпези, а посебно во вакви денови, месеци веќе, затоа што ова трае веќе неколку месеци, а како што е најавата и дека се уште се очекува и пикот на повеќе позитивни заболени, за жал, но тоа е реалноста, тоа е вистината и така налагаат и Светската здравствена организација. Но постојано велиме пите вода, пите природни сокови, овошје, зеленчук, но кога и во кој период тоа треба да се консумира? За да ги осетиме благодетите на здравата исхрана, треба да си направиме план и програма. Знаеме дека во вакви карантински услови доаѓа до покачување на килограмите, бидејќи немаме континуирана физичка активност.
за да воспоставиме равнотежа, мораме да си направиме план и програма. Значи, многу е важно тоа овошје кога ќе го консумираме, за да ги искористиме неговите благодети, треба тоа да биде секогаш во предплодневните часови. Сега брзе има изобилие, имавме еден период кој што беше монотонија во однос на внес на нутритивите, немавме голем избор, меѓутоа сега доаѓа пролет, доаѓаат многу разноврсни овошки, многу разноврсни зеленчуци кои што ќе придонесат да бидат присутни на нашата трпеза и секогаш преферирам тоа да биде секогаш свежо, сезонско овошје и зеленчук. Сега во препладневните часови секогаш се внесуваат разноврсните овошја, јатките и семките, ручекот задолжително да биде на трпезата проследен со свежа салата, која што исто така ќе биде разноврсна и колоритна, а во вечерните часови да се минимализира внесот на храната, да биде нека убава чорба со свежа салата или пак само свежа салата. Во овие моменти на карантинска исхрана, нашиот организам е сензибилен и изложен на стрес, а знаеме дека многу од луѓето под притисок и под стрес посегнуваат по храна. Вечето чувствуваат глад, затоа што нормално од стрес не е надразен нашиот ендокрин систем, и посегнувањето по се и се што се рефлектира на зголемување на килограми, што во овој момент апсолутно не ни е потребно, на дисбалансирани функции на самиот организам, а на индиректен начин и покачување на ризикот за дисбаланс на имунолошкиот систем. Што значи многу треба да внимаваме што ќе внесуваме и како ќе биде распоредот на внесот на нутритивите во текот на денот. Знам дека посегнувањето по храната е дисбалансираност на умот и се ни почва и ни завршува со умот, меѓутоа мораме да си вршиме подготовка во однос на психичката состојба, да не се доведеме во ситуација да јадеме се и се што и да се покачат килограмите, а најмалку од се да се преадуваме. Да, а исто така сведоци сме дека и гојазноста е меѓу причините што се сврстуваат нели во ризична категорија на луѓе кои може да заболат од коронавирус, па да се од сета таа ситуација да има некакви нарушувања нели на целиот организам, да има дисбаланс и тие лица исто се како сега акцент им се става и навистина еве добре дојдени се ваквите совети да не се прејадуваат и да биде сето тоа во умерени количини, да не се сврстат во ризичната категорија на граѓани во време на коронавирус. А кога станува збор за прејадувањето или како да не се прејадуваме за време на празниците, секогаш е тоа тема, нели, а посебно кога ќе завршат и постите. Се уште нели траат великденските пости, за викендов веќе е нели Великден во недела. После тоа, ајде да ги советуваме сите гледачи на телевизија Алфа како да се справат со сета таа храна на нивните трпези, а и останатиот дел од денот нели треба да го поминат дома, со оглед на тоа што ќе бидеме постојано дома се до вторник до 5 сутрина, можеби со дозирање, со салата пред се, не знам, кажете ни вие. Да, секогаш пред со завршувањето на постите, без внесот на животинскиот протеин и потоа со внесот на животинскиот протеин може да се дисбалансира организмот, да добиеме најразлични воспалувања на дигестивниот систем, особено воспалување на жолчното кисе и несакани ефекти, а и сега не е ни состојбата да некој на толку оптовареност на медицинскиот кадар да се занимава со состојби на прејадување, токсични состојби или пак воспалување на жолчното кисе, па и оперативни зафати, нели најразлично. Апелирам да сето тоа биде умерено, да домакинките и така сега сме во карантини, своите јајца што ќе ги приготват за Великден да не бидат во енормни количини, да си го направиме ритуалот да биде тоа во умерена форма, значи 1 до 2 јајца дневно и сите оние кои што изискуваат да нивната здравствена состојба поднесува внес на јајца или пак селективно да изедат едно јајце, да ја изедат белката, да ја остават жолчката. И како апел за сите оние кои што беа на пости, ако во вечерните часови треба да се внесе
јајцето, да го направат тоа со претходен внес на течност, да испијат една чаша јогурт од 250 мл, да го изедат јајцето, да испијат повторно една чаша јогурт уште 250 мл и да изедат некоја свежа салата, особено свежата салата од морков, кој што нема да придонесе да се оптовари дополнително дигестијата. На семениот ручек, кој што ќе биде великденскиот ручек, не премногу масна храна, значи знам дека е традиција приготвувањето на јагнешкото месо, познатата мимоза салата, нели? Меѓутоа, апелирам да не биде тоа во големи количини. Да се јаде умерено, оној пат кога ќе ни биде најсладко и кога ќе почувствуваме дека ни е најсладко јадењето, тогаш да прекинеме, затоа што перцепцијата на задоволувањето на внесот на храната доцни, па така да можеме да се прејадеме не сакајќи и потоа да ни стане многу мачнина, особено оние кои што ги практикувале великденските пости, а има многу такви кои што во периодов практикувале токму таква исхрана. Да, а може ли, велите, како што постојано, не само за ова интервју, вие постојано инсистирате да се внесува здрава храна, да се внесува овошје, зеленчук, но сега па посебно во овие денови кога остануваме дома, така? И велите дека добро би ни дошло оние варива. Нели, чорби, да. И колку треба да внесуваме месо со оглед на тоа што треба сега, нели, да си ја задржиме и физичката кондиција и да не се пријатуваме и да не се здебелуваме, нели? Како да расчистиме малку со месото, него повеќе да ставиме риба на нашата трпеза. Би било добро, нели? Магичната формула е во комбинацијата на храната, не во времето и не во количината. Ние сме софистициран компјутерски систем кој што функционира со различни метаболитички функции и многу е важно во кој период на денот ќе го исконсумираме сето тоа што ќе го внесеме. Комбинацијата на храната е таа да на еден оброк не се мешат јагли, хидрати и протеини. Можеме и многу малку да внесеме во организмот комбинација на јагли, хидрати и протеин, а да нашето варење се оспори некои 8 часа. Додека со правилна комбинација на храна на селектирање во текот на денот, ако еден оброк не е јагли, хидратен, вечерниот да не биде протеински или обратно во зависност за каков метаболизам станува збор, во секој случај треба да избегнуваме преголемо количество на се она што го оптоварува нашиот организам. Најдобро ние сами си го знаеме организмот и метаболизмот и сите оние кои што се изложени на најразлични заболувања и како треба да внимаваат во однос на внесот на месото, млечните производи, конзервансите, концентратите, вештачките бои, индустријски приготвената храна и така натака. Никако на светско ниво глобално се повеќе расте бројот на вегетаријанците, односно на вегетаријанскиот начин исхрана и се ориентираат затоа што докажано е со истражување и испитувања дека тие се чувствуваат многу поздрави. Веќе тргна заблудата дека анемијата е пропратен елемент на сите оние што се вегетаријанци, тоа е исклучено апсолутно погрешно. Ако во умереноста и се она што му е потребно на организмот внесуваме, ние нема да си направиме дисбаланси ако си го слушаме кои се потребите за внес на нутритивите. Оној кој што ќе одлучи да консумира месо, да не биде тоа во огромни количини, затоа што и пред години Светската здравствена организација искочи со научна студија дека месото и месните продукти придонесуваат да дојде до појавувањето на мутирани канцерогени клетки и дека една од причините може да биде и сето тоа покрај другите причини кои што може да настанат. Меѓутоа, ние сме поднебје кое што обожаваме месо и на нашите трпези имаме и месни и млечни производи, така да би апелирала да тоа биде сведено на минимум и да биде во една форма каде што и да се консумира, да биде внесено со многу свежи салати. Да. Изборот го прави и повеќе да биде риба на нашата трпеза, така, по можност. И да немаме исхрана и комбинација на брашно, зејтин и конзервирана храна, затоа што постојано тоа се купуваше кога излегоа првите позитивни случаи во Македонија, за жал, но тоа не е добра комбинација, тоа е лошата комбинација која не треба да се консумира.
Тоа е синдром дека ќе останеме гладни. Да, нема да останеме гладни, така, да се грижиме за собственото здравје. Благодарам Тања Турунџиева за овие ваши корисни совети за сите наши гледачи и повторно секако ќе бидете гостинка во утринската Добро утро секое утро. Чувајте се, седете дома, почитувајте ги препораките и се слушаме. Честит празник. Да. Ви благодарам и вам, ги поздравувам сите гледачи на Алфа телевизија, им посакувам среќни празници, чувајте се, седите се дома, што и да е, се ќе помине, само да сме здрави и живи, среќни и да не служи умот.